М. Здраво, другарчиня, здраво, дечиня, здраво, тинейджери, здраво, млади възрастни и здраво, възрастни! Ве поздравувам на краят на учебната година! Ей! Дали ви се верува? Каква година! Чудна, измешана! Но ете, я изтеравме! Не дека следната ќе биде совршена пловидба на мирно море, што би се рекло на англиски smooth sailing, но барем ќе го имаме летото, да се изтрчаме, изсончаме, изнапливаме, да се издуваме и да заборавиме на компјутерите и екраните. Да, драги мои, правењето радиоемисија има и предности и за вас. Не мора ништо да гледате во екран, само слушајте се, забавувајте се, ама и размислувајте. Децата имаат и то како што да кажат. Нормално, штом сте на интернет од време на време, повелете, отворете ги сите джинглови, трейлери и тизери, што ги снимаме за емисијата, а и со моите соработници, децата и младите возрастни од целиот свет. Се наоѓаат на нашата Facebook страница и на нашиот YouTube канал. Доволно е во Google да искуцате "Слушнете не" со кирилични букви или латинични и ќе ви излезе понудата. Ние сме популарни фраери. Чичко Google одма не дава. Први во листата. И бидејќи годинава не можеше да се патува многу, ние си патувавме секоја емисија некаде со фантазијата и виртуелно. И баш ни беше убаво. Ова го препорачував како план Б. Иако планот А, читај вистинско патување со пакувани сендвичи кои што се јадат во првиот половина час, со барање веце во природа, стигнување на со пеење песни како магаренца плюс славејчиња и со фактичко стигнување на дестинацијата е милион пати подобар од планот Б, виртуелното патување. Но ветувам дека да сме живи и здрави во 2023-та ќе ви се јавувам во живо од различни патувања низ нашиот глобус. А фантазијата, таа секогаш треба да патува. Дечиња, тоа авионче е на соларен погон и освојува планети, како Малиот принц, една од моите омилени книги. Лето. Ке си читаме книги и ке ги дискутираме со домашните, дури играме карти. Макао, Реми, Хант, Белиот. И вака ке ни велат баба деде. Во наше времечето ја учевме таа книга на памет. Сегашните деца се поинакви, а ние... Не сум баба веќе. А ние ќе им се качуваме на глава со желби за сладолед, пудинг, волшебна топка и секакви разгалувања кои ќе ни паднат на памет. Шубаво! И оваа емисија ќе имам прекрасни гости и соработници од целиот свет.
Пестив останав. Пътувачи станувачи. И затоа, земете си кикирчиња, во Прилеп ги викаат киткиритки. А јас така ја викам киткиритката на моето папагалче Коки. Бадемчиња, лешничиња, сместете се удобно покрај балконот или во дворот. Отворете го прозорецот на умот и слушнете не! Volti, koga zagrmant, site komši vo holuduvant. Tetka dara pa ima rastrina stamena, ko si kuvati luduva. Vizva stara i gitara, rock and roll eksplozija. Avo vento gajda sviri, Dedo mile poco penzija. Vizva stara i gitara, rock and roll eksplozija. Avo vento gajda sviri, Dedo mile poco penzija. Baba dara vika, tropa navrata, a pak mile si jak ušnal počvata. Pije vino, sviri gajda, rock and roll so nas, veli deca danes vijeste mi spas. Vizva stara i gitara, rock and roll eksplozija. Avo vento gajda sviri, Dedo mile poco penzija. Vizva stara i gitara, rock and roll eksplozija. Avo vento gajda sviri, Dedo mile poco penzija. Dedo mile poco penzija. Dedo mile poco penzija. Ова е Слушнете не на Укло FM. А сега слушнете еден полифоничен джингл. Хи-хи-хи, демек со повеќе гласови. Здраво, другарчиња! Ова е Слушнете не на Укло FM. Имам специјално прашање за вас, кое што може да ни го одговорите на Facebook. Дали знаете чии се овие гласчиња во најавата? Ке ви дадам мала помош на моите другарчиња. Овој пат едно машко и две женски плюс јас. Дали знаете што правиме сега во дворот на училиштето? Радиодрама на англиски на македонски јазик. Од нашата наставничка Дженет Тасковска. Од Елпида Караманди Битола. Дали сте погодиле за чии гласчиња станува збор, ке видиме во текот на емисијата. Мистерија е, што би рекол детективот Цветко од 5 плюс фамилија. Ako sakaš
можеш да кажеш да. Ако сакаш, можеш да кажеш не. Јас сум само звезда на овој свет, која блеска по ова ноќ. Само за тебе, само за тебе, само за тебе. Лина, 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 јави се. Лина, Lina, Lina, дај побарај ме. Lina, 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 пакни ме. Lina, 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 биди со мене. Ако сакаш, биди и светица. Реши да те имам и да сум твој. Еј, застани за малку и сврти се. Па немој да си луда, почни да се каеш. Знај дека со мене ќе ти биде добро, ќе ти биде добро. Lina, 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 јаvi се. Lina, 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 дај побарај ме. Lina, 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 пакни ме. Lina, 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 биди со мене. Овој ритам луд ќе ни помогне. Среќни да бидеме обајцата. Кажи дека не си од оние што паѓаат лесно, што паѓаат лесно. Кога им е тесно, кога им е тесно, кога им е тесно. Lina, 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 јаvi се. Lina, 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 дај побарај ме. Lina, 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 пакни ме. Lina, 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 биди со мене. Интермецо со брзо зборка. Интермецо со брзо зборка, интермецо со брзо зборка, интермецо со брзо зборка, интермецо со брзо. Веќе 2 емисии немавме брзо зборка. Се сеќавате како правевме? Јас ви кажувам брзо зборка еднаш бавно. Пробувам да ја кажам неколку пати брзо. И потоа тоа го правите и ви. И ако успеете, 3 пати точно со ред направете аудио снимка и пратете ни ја на Facebook со кирилични букви. Слушнете не! Запирка Ноела, запирка детска емисија, запирка Укло FM. Одиме! 6 шишиња свеж швепс. 6 шишиња свеж швепс. 6 шишиња свеж швепс. 6 шишиња швембл шип. 6 шишиња швепс. 6 шишиња свеп шеп. 6 шишиња шеп. 6 шишиња свеж швепс. 6 шишиња свеж швепс. 6 шишиња свеп швепс. 6 шишиња бин швепс. 6 шишиња свембл швепс. 6 шишиња свем швепс. 6 шишиња свем швепс. А сега вие.
шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Веста дека трето два, претпладне во сабота, спрема добра забава. Шу, се шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Никој книга не фаќа, на часови се зборува, учителот се нервира. И одборот го одбравме, што се грижи баш за се, како еден сложни сме. Машките добра музика, спреми ја за забава, а ние женските многу вредни сме. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Шу, се шушка, ни школото се мушка, веќе цела недела. Веста дека трето два, претпладне во сабота, спрема добра забава. И одборот го одбравме, што се грижи баш за се, како еден сложни сме. Машките добра музика, спреми ја за забава, а ние женските многу вредни сме. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Се шушка, сладоледи разни мешаме, а за 10 спремаме топол чоко моко крем. Се шушка, шарени колачи месиме, картал торти печиме и бомбони еден торт. Се шушка, сладоледи разни мешаме. Си шетам јас така со мајка ми и со баба ми низ улиците и низ тутуновите полина зад нашите згради. Си фантазирам како беше кога бевме низ целата Европа. И одеднаш гледам надпис за изгубено маче. На сликата маченце со црвено каишче дотерано како коконче. Сладко, сладко, леле, ама и дебело. Се повеќе гледам на YouTube дебели мачки. Мислам дека нешто грешат собствениците на мачки. Имено, мачките по својата природа треба да ловат глувци, гуштерчиња, да бркаат жаби и слично. Слушнавте? Клучни зборови овде се ловат и бркаат, што би се превело како многу трчање за мачињата, што би значело джогинг за да се прехранат и витко тело. Хи-хи-хи-хи. Штом ги гледам дебелите домашни мачки, сваќам дека тие не ја вршат својата природна физичка работа, туку само лежат и јадат храна што им ја носи собственикот. Па, може би ова маче на сликата избегало за да истрча маратон, за да подослаби и да се врати дома. Мјау, мјау, мјау. Ми ослаби гласот. Да нема дилема.
Сигурна сум дека му недостига домата, бидејќи на сликата имаше прекрасно крзно, креветче за спиење, беретка, капче, како во книгата Мачки детективи. Но продолжив да читам. Се бара изгубено маче. Се одзвива на името Бела во заграда Бебуш. Чипирано е и со пасош. Хи. Морав да ја прашам мајка ми што значи тоа чипирано. И ми кажа дека има чип на кој стои информација за мачето и за собствениците. Море, дигитализирано маче. Не ми е чудно зошто предлагаат дигитализирани учебници. Па кај нас мачињата се дигитализирани, а не пак учебниците. Сега ова дигитализирано маче има пасош. Сега ова дигитализираното маче има и пасош. What? Како? Молам! Што ќе му е пасош на маче? Да не сака да учествува на маратон во Белгија. Но дали пасошот има рок? И дали има виза за во Европска унија? Да, заборавив. До 3 месеци имаме Шенген престој и може да се чувствуваме слободни. А веројатно мачето го знае тоа, па си го понело и пасошот. Море напредно маче била во заграда Бебуш. Нешто што ме изненади е дека пишуваше: ако се задржи мачето, ќе се одговара пред законот. Па што значи тоа? Мачето ќе биде обвинето или некој што го згрижи? Како е тоа криминал, ако некој сака да помогне? Чудна реченица. Како и да е. Пораката од едно скокачко дете во пандемија е следна. Возрастни, ориентирајте се спрема природата и запрашајте се дали животните, и луѓето треба само да седат и чекаат храна на готово? Готова сум, се разложив! Бидејќи тоа нарушува многу работи и ги прави дебели мачињата, дури и добиваат криза на идентитетот. Во превод не знаат дали се мачки, или играчки, или луѓе, или браќа, сестрички. Хаос! Спасувајте ги, изгубените мачиња! Може би се збунети. Слушнете не! И замислете се! Мяу!
музичка топ-листа! Разулавена музичка топ-листа! Брз квиз! Зошто е разулавена? Пода! Затоа што се сполавила од учење? Пода! Затоа што не знае кајтера? Пода! Затоа што знае кајтера, но не знаеме кога ќе ни се појави во емисијата. Точен одговор! Бедуинот од Сахара капка вода што си бара. Дали знае дождот кај? Да може да го земе, со се облак да го крене. Дожд без мака, колку сака, во Сахара вода бара. А дали ќе ја најде? Ќе видиме. Таму негде во Сахара бедуинот помош бара, да, болка стара. Таму негде во Сахара бедуинот вода бара, да, вода бара. Сите зрна песочни, да се капки дождовни, сите зраци сончеви, да се бистри извори. Бедуинот од Сахара капка вода што си бара. Дали знае дождот кај е? Нека дојде да го земе, со се облак да го крене. Дожд без мака, колку сака, во Сахара вода бара, во Сахара. Силно сонце пред да зајде, бедуинот нешто најде, да, нешто најде. Сигурен во таа слика, рече титко без да вика, да, без да вика. Добар ден, јас сум бедуинот од Сахара. Дајте ми 10 ладни сопчиња, еден дупли сладолед, една овошна салата, освежителна храна. Бедуинот од Сахара капка вода што си бара. Дали знае дождот кај е? Нека дојде да го земе, со се облак да го крене. Дожд без мака, колку сака, во Сахара.
Hi, Noella, this is Evans, speaking from France, originally from Ghana. I've been following you for quite some time now on Facebook Live. I think you're doing a great job. I miss Macedonia. You're doing a great job. Keep it up. Slušnate na Iklo FM Macedonia. Pozdrav. Ciao. Ова беше Иванс Дарко, кој потекнува од Гана, а студираше на економскиот факултет во Прилеп заедно со уште 3 колеги од Африка. Откако дипломира таму, магистрираше во Германија, а сега е на докторат во Франција. Не поздравува, кажува колку му недостига Македонија и кажува дека ја слуша емисијата и многу му се допаѓа. Од време на време и ми пишува идеи и пораки. И на крај ни праќа поздрав на македонски. Чао, Иванс! Продолжи да го освојуваш светот на науката и да го унапредиш животот во Африка. Се сеќавате на Лора Македонче во Австрија? Па, таа е Македонче космополитче, што би значило патувала, знае јазици, светско девојче. Овој пат брои на неколку јазици. Избројте сами на колку. Ке се воодушевите. Слушнете ја! Јазици можам да бројам. Македонски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Англиски. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Германски. 1, 1, Германски. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Французски. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Джапанис. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Италианиш. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Това беше шпански. И сега италиански. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво! Вау, Лора, браво! Ти броиш на 7 язици, а колко малко имаш години. Големо поздравче за тебе. Каде и да си, знаеме дека не следиш. Чао! Che bella cosa la giornata è sole, l'aria serena dopo la tempesta, quell'aria fresca pare già la festa. Che bella cosa la giornata è sole. Mannato sole, più bello in oh sole mio, stare fronte a te. Oh sole mio, stai di fronte a te, stai di fronte a te. Quando fa notte o sole se ne scende, me viene quasi una malinconia. Sotto la finestra togliere staria. Quando fa notte o sole se ne scende. Più bello in oh sole mio, stare a fronte a te. Oh sole mio, stare a fronte a te. Stai di fronte a te. Интермецо со брзо зборка. А понекогаш во мојот случај бавна зборка. Хи-хи-хи-хи. Жабата жа од барата ба ја викнала жабата ба од барата жа. Жабата ба од жарабата музем жип ба. Жабата ба од жабата жа од жип. Жабата од барата жабата жа од барата ба жа за ба.
Многу бев успешна, а лалда ми е, ништо не погодив. А сега вие. Ето утро рано насред густа шума мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почнаа да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други, дружина во реда 2. Со мечокот сите да играат гласа. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. На печурка една буба мара игра партнер е штурец млад. А таа му се жали како игра за прв пат. Слоница и глушец се фатија под рака, си се вртат пак во круг. А како нив двајца во шума нема никој друг. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Љубоморна меча остана во соба, а мечок игра твести рок. Сака да се напие, па си зеде меден сок. Околу е темно, некој пуши пури, а зајко труби ту-ту-ту. Сите нешто пеат, само краван прави. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигран крам. Чудна шума е знам. Драги мои, се сеќавате на нашиот соработник Никола Зумба? Оној кој што беседнички ни зборуваше за Великден? Мора да се признае дека тој е едно исклучително мудро дете. Кога возам велосипед и ветерот ми ја вее косата, сите миризби од растутените дрвја го прават бранот низ кој пловам. Да не беше опасно и рацете ке ги испружев да ја гушнам убавината. Ова беа Коки и Лулу во позадина! Кога вози велосипед Никола, ке ви каже зашто размислува. Слушнете го! И помислете! Возење велосипед. Да возиш велосипед е многу убаво. Со велосипедот придонесуваш кон почиста околина. Исто така, велосипедот е убав и за тренинг. Јас возам велосипед секој ден и со тоа го одржувам моето здравје преку редовна физичка активност. Некои луѓе мислат дека велосипедот е само за деца и затоа тие се движат со автомобил. А пак некои мислат дека возење велосипед е глупост и дека поубаво е да се движат со автомобили. Но јас ги советувам сите луѓе почесто да возат велосипед, а поретко автомобил, бидејќи автомобилите испуштаат јаглероден диоксид кој е штетен по здравјето на сите нас, особено за лицата со посебни потреби.
Драг Никола Зумба. Можам да ти потврдам. Во развиена Европа, например Белгија, Холандија, во некоја мера и Германија, на пиедестал ги имаат ставено велосипедите. Прв приоритет на коловозите имаат велосипедски патики. Потоа следат средствата за јавен превоз и трамваите. Па товарните и лесните возила. Во Холандија има еден град, Гренинген, кој што пред неколку години се предизајнира и се изгради целиот за да може најбрзо да се стигнува од било кој дел до центарот со велосипед. Така има специјални патеки и прстени околу градот. И со кола се стигнува за 35 минути, а со велосипед за 5 минути. Замисли! Исто така, развиените земји прават и автопати за велосипеди, за оние кои што работат од еден град во друг. Да. И да врне и да вее и бура да коси, тоа за нив ништо не е. Велосипед патници си носи. А во Белгија се изнагледа всекакви варијанти на велосипеди. За двајца, за тројца, за со деца. Многу интересни. Мајката ги вози децата во едно специјално приколче кое бидејќи таму често врне, се покрива со најлон и се тераат цели семејства на велосипед. Кај мајка ми во универзитетот Гент во Белгија можеш да добиваш по 1 евро на ден ако одиш на работа со велосипед. Замисли! Природата заработува што не ја загадуваш, ти што си вежбаш. Ама на вистина, баш како тебе. И паркинзите за велосипеди се огромни. Понекогаш студентите си забораваат каде си го оставиле велосипедот, па чекаат да се подиспразни паркингот, за да си го најдат. Имаше и такви што се пакуваа 2 тркала едно до друго и си го носиш на рамо. Лесено. Ама скапи беа. Свет во кој велосипедите се на пиедестал, убавини. Си возиш и ветрето те гали. Природата те поздравува, а мускулите создаваат енергија. Чудесен е тој свет, нели? Тика така, некој е со љубовна мака. Ајде дечки, одиме. Девојката со точакот. Еве ја доаѓа. Ухе. Тебе морници ме лазат само, ако се свртиш кога поминуваш со точакот. Од сите девојки на светот само ти ме инспирираш, зашто изгледаш опасно со точакот. И значи стварно ми е супер кога тебе ќе те видам како возиш опасно со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Пробувам да те викнам некако за да ме видиш, ама ти не се симнуваш од точакот. И сите други ми се исти, ама ти многу ми значиш, зашто ти ме поминуваш со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојка
Колко си убава! Убава е, навистина, прекрасна! И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точак код. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точак код. Тика-така, љубовта е мака. Тика-така, нема мака. Кога мирисе на пролет, кога косите се веат, на шметките со љубов од точакот се смеат. Вози! И пробувам да те стигна, мама, од тебе имам само траги од гумите на точакот. И кога затварам очи, упорно тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. И секој ден ми е убав кога тебе те гледам, зашто ти си девојката со точакот. Разулавена музичка топ листа! She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out in the open. She was afraid that somebody will see. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around to tell you more. Ова е совршен вовед во она што ќе следи. Имаме англиска песногостинка во разулавената топ листа. Слушнете ја! She was afraid to come out of the locker. She was as nervous as she could be. She was afraid to come out of the locker. She was afraid that somebody would say, 2, 3, 4, tell the people what she wore. it was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the locker she wanted to say, 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. she was afraid to come out in the open, so a blanket around her she wore. She was afraid to come out in the open, and so she sat bundled up on a shelf. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the blanket she wanted to stay. 2, 3, 4, stick around, we'll tell you more. Now she's afraid to come out of the water, and I wonder what she's gonna do. Now she's afraid to come out of the water, and the poor little girl's turning blue. 2, 3, 4, tell the people what she wore. It was an itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini that she wore for the first time today. An itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot bikini, so in the water she wanted to stay. From the locker to the blanket, from the blanket to the shore, from the shore to the water, guess there isn't any more.
Zdravo, jaz sem Lana, ni tvoj telefon. Zdravo, jaz sem Petar Jaševski, jo te upida Karamandi. A ova je slušnate na UKU-FM. Zdravo drugarčinja, jaz sem Eva Talevska. Od Elpida Karamandi Bitola. A ova je slušnate na UKU-FM. Zdravo, jaz sem Lana Eftimovska, učim v učilište Elpida Karamandi v Bitola. Jaz sem 4. отделение. Ова слушнете на UKU-FM. Здраво, другарчиња! Патуваме со радиодрамата, што ни ја подготви нашата драга наставничка по англиски, Дженет Тасковска, на англиски и на македонски јазик. Слушнете не! Zdravo, jaz sem Lana Eftimovska. Jaz sem Petar Jaševski. Jaz sem Eva Talevska. И јас, Ноела Нечковска, вашата водителка. It's a beautiful sunny day and Noela, Lana and Peter are at the park. They are talking about going to the beach. They want to go swimming. Let's go to the beach, Peter! Sorry, I can't. I've got too much homework for tomorrow. Come on, Peter. You can write your homework later. They start talking to each other in a loud voice so that Peter can hear what they are saying. Okay, let's go. Let's go and meet the girls. Girls? Yes, Anna, Eva, and Eva are coming. Anna, Eva, and Eva, I'm coming with you. What about your homework? Oh, that's no problem. I can do it later. Денес е убав и прекрасен ден. Ноела, Лана и Петар се во паркот. Тие разговараат за да одат на плажа. Тие сакаат да одат на пливање. Ајде да одиме на плажа, Петар. Извини, но не можам. Имам многу домашно за утре. Ајде, Петар, домашната работа можеш подоцна да ја напишеш. Подоцна? Не можам, извини. Ајде, Петар, времето е преубаво. Много е жешко, прекрасен ден за на плажа. Извини, се извинувам и себе си. Окей, Лана, ајде да си одиме. Чао, Петар! Чао! Лана и Ноела си заминуваат. Тие зборуваат меѓу себе, но гласно за Петар да може да слушне што зборуваат. Окей, ајде да одиме. Ајде да одиме и да ги сретнеме девојките. Девојки? Да, Ана, Ива и Ева ќе идат. Ана, Ива и Ева, и јас идам со вас. А твојата домашна работа? Тоа не е проблем, можам подоцна да го напишам домашното. Времето е прекрасно, децата ќе одат на плажа и убаво ќе си поминат. Ајде да одиме на пливање! Само не се губајте во длабокото! Никого
научивте кои беа моите другарчиња во заедничкиот джингл? Па истите со кои што ја направивме радиодрамата Let's Go Swimming. Петар, Лана и Ева. А нашата драга наставничка, професорка по англиски јазик, Дженет Тасковска, која ни порача да не одиме во длабокото, си ја поздравуваме со воздушни бакнежи. Го слушнавме и младиот мудрец Никола Зумба. Не поздрави Еванс Дарко од Гана, Африка. Лора Македонче ни броеше на 7 светски јазици, разулавената музичка топ листа цела бушава се појавуваше во различни облеки, а повежбавме и брзозборки во интермецото. Дигитализираното дебело маче со пасош тргна некаде да се бара себе си, а децата им порачаа на возрастните. Да си имаме убаво лето. Ке се дружиме и понатаму. Гушнете не и слушнете не! Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистар Сонја Тантарова Груеска и јас Ноела Нечковска, четврта одделенка во Елбида Караманди Битола. Големо поздравче! Укло ФМ Битола, мај 2021 година. 24 часа секој ден на 90,8 Укло ФМ Битола.